12 години по Карпалак, сеќавање во помен на 10-мината загинати војници, се положи цвеќе пред плочата поставена на местото на несреќата на автопатот Тетово-Скопје. Овој ден и по 12 години се одбележува недостоинствено. Се уште никој не постави споменик во чест на загинатите, реагираат од Сдруженијето Прилепски бранители. Ние, како Сдружение на Прилепски бранители, имаме една желба. Сите бранители од Македонија да се соединиме во едно здружение, како би биле по-силни, за да можеме тука да поставиме, како што рече господинот, и споменик и да ги ствариме нашите цели. Сакаме да одадеме длабока почит кон загинатите на Карпалак 2001 година, а на младите да им порачаме дека храброста на овие млади луѓе треба да им биде пример во животот како се сака и брани татковината. Желба и цел ме сите овие здруженија, сите тие бранители, сите тргна на ист ден, меѓутоа судбината беше да овај наши најмили 12 другари ги остава своите деца, своите сопруги, своите другари и нашите соборци и така натаму. Дојдовме да им одадеме почит, било да не се повтори никогаш во историјата на македонскиот народ, затоа што обединети и силни сме многу појаки и треба државата да даде одредено признание на овие луѓе. Тоа ќе следното е добро вака, ма треба да види уште подобро, треба споменик да се направи, не само вака да нема еден камен овде. Споменик ќе загина за државата, не загина за еден камен овде, споменик ќе да се направи. И апелирам да се направи за брзо време да се направи споменик. Би заслужиле. На ова место споменик нема. Мада и еден обичај камен кај што ќе положиме цвеќето и запалиме свечите на место на банкината да би на своје одредиште. Преживеаните и фамилиите денешниот ден го чествуваме. Се поклонија представници од кабинетот на председателот, представници од владата, генерал штабот. На годишнината не присуствуваше министерот за одбрана Талат Џафери. На 5 дена пред подпишувањето на рамковниот договор, на 8 август 2001 година, беа гранатирани 5 возила со 120 резервисти на Прилепскиот конвој.